Благодарам. Навистина се прашувам дали беше полицемерно на кога на 5 септември на новата пленарна седница побаравме да се дополни тој дневен ред со двете точки, едната да се формира анкетна комисија, другата да се разгледува извештајот, кога имаше една какафонија во произнесувањето. Нешто или пак е лицемерно сега, што откако почна да функционира оваа комисија, имаше големи ентузијасти при незиното профункционирање и сега да гледаме како да се било залудно. Пред да навлезам во моето видување на нештата, сакам на председателката Рашела Мизрахи, на подпредседателот Александар Велјановски, а секако и на сите колеги, членови и заменици да си честитаме на тоа што успеавме конечно една собраниска анкетна комисија да стигне до овој стадиум докај што стигна, бидејќи знаеме дека досега ниту една формирана анкетна комисија не успела да профункционира, а не пак да заврши со сведоци, еве да расправаме поднос на документите добиени од тие сведочења. Навистина, сметам дека колегите од владеачкото мнозинство имаат можеби една историска можност овој пат, после 7 години владење, пред парламентарните избори, кога навистина рейтингот на нивната партија е загрижувачки, мислам дека им е ова единствена и огромна можност да поработат на подигнување на рейтингот, а тоа е само да се произнесат, како што и тие велат, реално, правично, рационално, разумно, праведно, исправно, и заедно, како што на почетокот бевме ентузијасти и баравме да мора да се исправи оваа неправда во рамките на нашите надлежности, да тоа еве сега го сторат и навистина јас лично би ги прогласила за херои, доколку навистина се согласа дека ние како собраниска комисија мораме, после сите овие добиени стенограми, после сите слушнати сведочења, луѓе кои што дојдат тука, дел од нив емотивни имаа моменти, не верувам дека и ние не сме емотивни по ова прашање, да сега сето тоа го фрливме низ вода и реков шансата на колегите од мнозинството е навистина да бидат прогласени за херои, доколку се охрабрат и осмелат буквално да се посочи дека овде не може да нема политичка одговорност. Затоа што во спротивното тогаш не постои потреба ни од министер, ни од директор, ни од главна сестра, ни од управни одбори, апсолутно од ништо ќе нема потреба. Значи тие биле глинени гулаби. Немале одговорност. Како може тие да немаат одговорност, а особено за ваков скандал? Не можам никако да сватам дека натаму ја терате работава и сакате да ја разводните, да се враќате назад во ред, да формираме анкетна комисија за паралелен увоз, за не знам што спомнувавте уште, за акцелератори, за 300 чуда. Значи, ова анкетна комисија се формира исклучиво за скандалот онкологија на клиника за радиотерапија и онкологија, не за нешто друго. И никој вас не ве обвинува. Ние ги обвинуваме оние кои што биле одговорни во тој период, кои што премолчиле и мислат дека сега ако не се на таа позиција дека се избавени од одговорност. Не може. Па вие ќе имате најголемата одговорност ако овде премолчите. Значи, како пратеничка група дел од колегите кои што бевме членови и заменици, за да полесно ги направиме некој пресег на добиените стенограми од сите сведоци на анкетната комисија, си се поделивме по групи, секој поединечно да разгледува по неколку извештаи. Јас бев определена да ги разгледувам стенограмите на доктор Гетов и доктор Реджепи, кои што биле надворешни членови на управниот одбор на клиниката, на доктор Симонида Црвенковска и доктор Мери Пешевска и на главните дипломирани медицински сестри Маријана Лутовска и Адријана Филиповска. И за да бидеме автентични на она што го говориме, за да не испадне дека нешто прераскажуваме или нешто инсинуираме, и јас имам неколку цитати кои што можеби би оделе во прилог и олеснување на конечно носењето на одлуката, затоа што кажав, во спротивно, ние залудно овде заседававме и време трошевме и нерви трошевме, ако не излеземе со конечно заеднички извештај за кој што заедно би се согласиле. Па ќе почнам со некои цитати на доктор Димитар Гетов, како што кажав, надворешен член на управниот одбор на клиниката, кој што меѓу останатото кажал
бев разочаран и згрозен од можноста да се случува она заради кое сме денес и ние овде. Па вели, не сум од оние лица кои што многу се занимаваат со папирологија, бидејќи тој е доктор специјалист, сепак јас сум само лекар, но член сум на тој управен одбор. Мене ова ме насочува дека некој несериозно таму подпишувал, одлучувал и за мене најмалку битно е тоа дали земале дневница или не, но мислам дека малку непрофесионален пристап. Па вели, делумно со неколку месеци профункционирал за като системот, вели, на вистина голема енигма е од многу изјави, јас на вистина не можам да сватам дали овој профункционирал, кратко, долго или воопшто не профункционирал. Еве, ќе видите зошто ми е дилемата. И вели, но не комплетно заради проблеми во софтверскиот систем. Па вели, има акцелератор кој што е во просторија, складиште и не е во функција. Вели, имаме на име, внимавајте, имаме на име на клиника некој апарат кој што е за 8 септември, но се води на универзитетска клиника. Како е ова можно и зарем овде не треба да сноси одговорност директорот и министерот конечно за здравство? Како може да се има некој апарата да се води на друго име? Значи карамбол тотален. Па вели, не беше за мене поимливо да стои акцелератор неискористен, знаејќи каква е тенденцијата на појавата на малигни заболувања. Инсистирав како лекар пред се да директорот со 5 жили се избори тој акцелератор да се стави во употреба. Па вели, многу пати сме правеле пренамена на средства, нешто што е планирано за градба или планирано за нешто што не е поврзано во смисла на лекување на пациенти, да биде наменето да се искористи за набавка на терапија за пациенти. Сигурно дека тоа не било доволно, сигурно. Како тоа понатаму и како било тоа завршено, набавувано, во тој дел ниту имавме, ниту можевме да влијаеме, никој никако го набавувал. Значи, еден член на управен одбор ги носи клучните одлуки за клиниката, ама тој не знае што се случува со нивните одлуки. Значи, тие се таму да изгласаат, нешто слично како пратениците на мнозинството, да се изгласаат, а после што се случува? Дали некој ќе одговара? Мнозинството вели, никој не треба да одговара. Одлично, супер. Па вели, да се доведат во ситуација лекарите селективно да даваат терапија, ова знак прашални. Вели, не можам да кажам дека сме горди на функционирањето со управувањето на управниот одбор, зашто имаше дел од стенограмите за кои што не бев задолжена да ги разгледувам, ги започнуваа своите обраќања со тоа дека биле многу горди, не баре на некоја церемонија, ги викнавме, па кажуваа колку биле горди. Не знам, со ваков случај сите треба да наведнеме главата, па и ние. Па вели, на количините управниот одбор немал ингеренција. Значи, како што кажав, мојот заклучок е дека управниот одбор само им давале документи, си ги подпишувале, си гласале, одлуката се носела, после видовме ниту архивирана, имаше една испратена до министерство и така натаму. Повторно Гетов вели, ниту сум имал увид кој и за кој како набавува. Лекари сме и најверојатно сме гласале заради тоа. Значи, страшно, страшно. Колку имам од времето што ми преостанува за да прочитам уште некој цитат. Вели Реджепи, исто така член на управниот. Може би да знаев за одредени спорни седници и за што се работи, јас сите ги имам на мейл, ги имам и забелешки, предпоставам дека ќе се спремав и ќе дадев некаков можеби подетален одговор, можеби и не сум сигурен. Вели, ние не можеме да пратиме како членови некаков документ без архивски број. И па тоа се случило, ама членовиве на управниот одбор не знаат, бидејќи таму им давале што да подпишат, што да гласаат и така. Натаму, па истиот Реджепи вели, дали се чувствувам измамен? Ова е одговор на прашање на колегата Ристевски. Вели, делумно може да кажам да. Па тука имавме и Симонида Црвенковска, која што била директор во еден друг период, каде што кажува за протоколите кои што за третман биле препишани, објавени во 2010 и сите се вадат на ковид периодот. Значи, нешто им најдеме замка, ковидот е виновен, па ковидот заврши. Не може уште да се функционира по ковид праксата или протоколите. И да се повикуваме на пракса, воспоставена пракса. Па како сега под притисок на јавноста ја сменија праксата? Како сега може да има протоколи? Како сега може да се внимава? Па не случајно овие луѓе овде доаѓа и сведоче. И мене најмногу дел од сведочењето на Црвенковска ми беше кога таа кажа
посочи дека вели тие што го пријавуваат делото многу лошо поминуваа. Беа испрашувани како нешто да се случи, им се закануваа дома, да не смеат да пријавуваат, да им се јавуваа од фамилија од ова и после рекоа сестрите дека никогаш веќе и нешто и да видат нема и да пријават. Имав уште многу цитати подготвено да ги читам, ќе го почитувам времето, но не можам да се согласам дека ние овде како анкетна комисија која што работеше, не знам, 30 дена, сега ги работиме вторите 30 дена и овде да на крајот се каже дека залудно сме работели, дека немаме основ за да посочиме на политичка одговорност. Луѓе мои, ако е така, тогаш нема потреба ни од министер, ни од директор, ни од било каков одговорен. Мора да имаат одговорност овие луѓе во чие што време овој хаос се случил. И немој да ве биде срам, да ви биде страф. Нема зошто вие да чувствувате одговорност. Вие ќе бидете херои прогласени само ако посочите на политичка одговорност. Кој и сака и да биде името, сите го знаеме името. Венко Филипчев, Малмет кој што низ прсти прогледувал на работите и конечно Пановски. Не може една веле дрогерија. Тој извештајот на ДЗР го кажа. Зошто тука јавно да не посочиме? Се знае во кој период кој ги водел овие институции. И не може да кажете дека нема политичка одговорност. Кривична ние не утврдуваме. Се плашам, многу пати кажав кога беше Јовески тука. Времево ќе се искористи да се заташкаат многу работи. Затоа, верувајте дека делот одговорноста ќе имате и вие доколку не се согласите дека овде мора, имаме сведочења, имаме докази дека мора и има основ да се посочи на политичка одговорност. Тоа е јасно како бел ден. Ви благодарам.